Добро утро, дечки. Сато е скоро 9. Денеска продолжуваме за Варшава. Околу 500 километри. Дечки, мапал. Значи, вчера тргнавме од Рига. Водевме до Липажа, стасавме до Каунас и Вилнус. Сега шо е планот? Планот е да стасаме до Варшава негде овдека. Треба да ја сватам на пат од другава страна. Во Варшава резервирав соба. Мислам дека завршив со хостели за ова авантура. Едноставно ми е премногу измачување за понатаму да бидам во хостели, а и места да кај што одам се поприлично големи и познати, што значи поевтини цени. Архитектурата во Вилнус многу интересна. Да не речам дека си мислиш дека си во некој италијански град. Еве уште штрк нема видено. Сите згради кои ќе дојчани во центарот на градот се обоени во пастелни бои. Хотелот беше тешка катастрофа. Од почетокот се види дека луѓето таму не зна шопра. Ко ќе букираш нешто и ако пишува дека таму има паркинг, очекуваш дека има паркинг, а не дека има само 2 паркинг места и за тебе нема да има место. Втора работа, букираш и очекуваш хотелот да ти даде чаршаф и перница, крпа за да се искапиш, клуч од вратата, чуто од то ништо не се случи. Бараја дополнителни 13 евра за чаршаф и крпа, кој нормално јас не ги платив. Си ја зедов вреќата за спиење и буквално спиов вонезе на кревето. Во соседната соба до мене имаше некои си играорци од Белорусија кои што освоиле некаква си награда дента и буквално до 2 до 3 сато пееја, играја, свиреја, хармоника, седереја и така натаму. Ако нек ми имав едно од најдобрите искуство со и најуникатно искуство со хотел, вчера го имав најлошото до сега. Наваму воопшто немав некаков план за ова авантура. Што ќе видам од Варшава не знам. Вчера направив едно мало истражување. Ми се бендисаја некои места. Меѓутоа ќе видиме како ќе оди сето тоа.
многу лошо за возење овдека и во Латвија и во Литванија. Буквално нема никакви знаци за брзина. Еве сега овдека пред 25 км имаше знак дека е 60. Google Maps вика дека е 70. Камери има на 10 км. Да, знам дека пред граница секаде има она табла со информации. Меѓутоа, еве например овде сега, знаеш дали е ова магистрален или регионален пат? Ако е магистрален пат е 90. Ако е регионален пат е 60. А Google Maps кажува 70. А возиш и некој те притицува со 120. И едноставно цело време се чувствувам ем збунето, ем под страх да не ме фати некоја камера кај што возам далеку поиќе од уствари што е дозволено. Поминуваме низ некој веројатно селце град. Иако Вилниус и Рига беа екстремно модерни, овдека некако ми делува дека е тепано. Човек немам идеја улица. За ова зборував. Сега, ова пречкртанова значи населено место завршува. И сега колку е овдека дозволено? Не знаеме. Еве. Колку да возам? 50 да возам? Не знам, стварно екстремно чудно. Слична ситуација сум се нашол во Италија. Меѓутоа таму немаше толку многу камери. Еве, по ваков пат влегувам во Полска. Буквално сега само што имаше знак дека сум влезен во Полска. О, мајко боја. Само се е вистинското прашање колку време ќе возиме по ваков пат. И зошто Google Maps ме носи од вакво место? Да ми е да знам. Hello. Good morning. For how long is it like this? 1 kilometer more? Okay, thank you so much. Ете вика 1 километар. Си јада симки кола, кајле му е. Браво, браво. Уба ме насмеја, добре. Гранична полиција.
си јади семки. Е па дефинитивно најлудата граница до сега. Нема полуда граница од ова. Добро е, го гледам асфалт уште малце. Што ги коштало уште малце да го направ? Тоа е тоа. Е па дечки, официјално сме во Полска. 12-та земја поред. Да, мислам 12. Првично немав некој план за Полска. Чодам во Варшава, па после и во Краков, тоа е утре. О, не знам, ке ме носи ова Google Maps. Дури ми е смешно во моментов. Па овде до пред една недела немало никаков пат. Ова е скроз свежо правено. Пред 1 километар ги поминав машините. Само може да се случи на крај од пато и вуп, провалија да скокнам негде. О, интересен ден. Не знам кај сум искрено. Цело време околу од лева и од десна страна има фарми за крави. Рурална Полска. Единствено имам среќа што баш пред да влезам во Полска наполнив резерварот, а се думав да полнам во Полска. Е, ако го направив тоа, тогаш ќе биде уште поспешно од ова сега. Зато пак ќе речам, никош не знаеш ветро кај ќе те дубни. Добро е, ко преживеавме и дојдел, еве сме излеговме на некаков автопат. Варшава е на 300 километри. Пак не знам колку е дозволено. Нема никаков знак. Така да си мислам дека е 120, ја возам 120, тој вози сигурно 140. Може и тој си погаѓа ко мене. Не знам, на следната бензиска кога ќе застанам, ќе барам на телефон на интернет колку е дозволено на автопат. Огромен застој. Не знам што се дешава напред, дали има некој семафор или... А напред има преку 50 камиони. Исто сме слаби со гориво, но последната тртичка е. Меѓутоа на 8 километри има голем град. Сигурен сум дамо дека ќе најдам бензиска.
Ако овдека е вака толку гужва, што ќе биде во Варшава, човече. Затоа нешто чудно ми дава Google Maps 100 км 2 сати. Hi, is the hostel around here? Around the corner. So, like this? Yeah, you have to go this way and then we're back and there's the door. Thank you. Okay, thank you. Гледаме, дечки, успешно се сместив, се средив. Кармен ја паркирав овде. Ми кажа дека нема никаков проблем, иначе овој паркинг овдека сето се плаќа. Ужасно и треба терење. Ќе гледам тоа утре да го направам. Сега одам во центарот на градот да видиме што нуди Варшава. No, thank you.
Еве, дечки, ова позади мене е Палатата на културата и уметноста, изградена во времето на Советскиот сојуз. Не знам дали се сеќавате, истата скроз палата ја имаше во Рига. Всушност двете се близначки и изградени се до исто време. Меѓутоа, сега некако општо не се вклопува со другиве згради. И заради војната меѓу Русија и Украина, поljacите размислува да ја купна заради тоа што поиќе не го представува нивниот народ. Пак Google Maps ќе ме шета некаде, изгледа. Се одам да најдам паркинг за мотор и се упатувам во Руднико за сол.